Добар ден. Среда, студио 1 на 1 ТВ од 14 часот до 23. Јас сум Владко Чаловски, а ова е мојата колешка Јана Јосифовска. Јана, што е она што ќе го гледаме денес? Така е, добар ден и од мене. Следува генералната најава за содржините на маратонското отворено студио 1. Стартуваме како и секогаш со исечоци, односно изјави од најинтересните поенти од разговорите во вчерашното отворено студио 1, каде што домаќин беше колегата Александар Чумовски. Потоа тука во студиото ќе го имаме колегата Славчо Поповски, кој што ќе не информира за следните денови и временската состојба. Еве денеска може да се забележи одредено затоплување, конечно видовме сонце, така што повеќе детали ќе слушнеме од Славчо. Веќе во 14 часот и 30 минути следуваат стандардно вестите на 1 ТВ. Со мене и со колегата Чаловски повторно се гледате тука во студиото во 15 часот и 20 минути, каде што главно ќе го имаме разговорот со колегата Дејан Андоновиќ, фокусот, анализа на оние најактуелни настани од регионот и од светот. И исто така во овој блок ќе ја погледнаме сторијата на 1 ТВ и Тинекс продолжува хуманитарната мисија како и секогаш. Сторијата ја правеше колешката Елена Милошевска. 16 часот повторно време за вестите на 1 ТВ заедно со колегата Александар Петровски. 17 часот тука во студиото со колегата Чаловски имаме разговор со архитектот Мартин Пановски. Главната тема на која што исто така ќе ги отвориме телефонските линии да ги слушнеме вашите мислења и ставови, ќе биде околу она што деновиве беше објавено, односно конкурс помеѓу град Скопје и архитектонскиот факултет, секако и музејот на современа уметност за преуредување, односно избирање на идејни решенија за тврдината на Скопското кале. Верувам дека особено скопјани има многу што да кажат на оваа тема, а ќе слушнеме и стручен став кое би било најдоброто можно решение. 17 часот и 30 минути, добро ви е познато, стартува забавниот дел со возење со Вучиќ. Во 18 часот и 15 минути ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина, со нивните интересни содржини и прилози, и секако гости Жаре Бербер и Нина Дејан. 18 часот и 50 минути, времето за студио мода и Сергеј Варошлија. Веќе од вечерниот дел, домаќини на отвореното студио 1 се колегите Ацо Кабранов и Борјан Јовановски. Ке стартуваат со тема, односно анализа на кампањата на председателските избори, односно колегата Јовановски ке разговара со социологот Ило Трајковски како досега тече оваа предизборна кампања. 20 часот централниот дневник на 1 ТВ. Гости ќе биде гостинка, тоест Натали Петровска од коалицијата Сите за правично судење, секако и сите оние најактуелни содржини. 21 часот време за авторската емисија Печат на неделата на колегата Сашо Ордановски. Темата ќе биде она што богами тоа како е актуелно и многу се зборува во јавноста деновиве, депресијата, односно конкретно дека е водечка ментална болест на модерното време. И со своите гости Ордановски ќе го постави главното прашање што треба да се прави, дали да се лекува или да се игнорира. По овој повод ќе разговара со психијатарот Димитар Боневски, исто така Мице Дудучки и Мирјана Јовановска-Стојановска, психологот. Тука ќе го погледнете и прилогот на колешката Андреа Чобанова за депресијата. Веќе во 22 часот, повторно во студио 1, колегата Ацо Кабранов разговара со аналитичарот Ибрахим Мехмети, повторно поврзано со она што е најактуелно кампањата за председателските избори. Конкретната тема ќе биде кандидатите статираат, партиските лидери агитираат. Ова отворено студио се заокружува со вестите на 1 ТВ во 22 часот и 35 минути. Така што тоа е генералната најава. Да, ќе биде ова уште еден долг ден овде во студиото. Секако имаме разновидна содржина која што веруваме дека ќе го задржи вашето внимание. Кога ќе се спомене зборот криминал во Македонија се поставува прашањето кога веќе еднаш ќе бидат одземени сите оние нелегално стекнати финансии, како и различни автомобили или што и да, и кога некој ќе одговара за тоа. Гостин во студиото беше директорот на Агенцијата за управување со одземен имот, господинот Фатон Асани, кај колегата Чомовски. Агенцијата инаку делува по правосилна судска пресуда, во моментов тој имот брои околу
над 10.000 возила и околу 130 недвижнини, односно станови, деловен простор и ниви. Да не должам уште многу да го погледнеме парчето со Асани, па се враќаме назад во студиото. Штом се спомне криминалот во Македонија, втората димензија е која ќе им го земеме имотот на криминалците. Притоа агенцијата управува со одземен имот врз основа на извршена и правосилна судска пресуда. Во овој момент, со колкав имот управува вашата агенција? Значи, во овој момент агенцијата управува со, секако се сретнаме и позборуваме и на таа тема претходно и емисијава, ние управуваме со над 10.000 возила, односно проблемот број 1 во агенцијата, иако не е некој профитабилен чување на стари возила и продажба на стари возила, меѓутоа проблемот број 1 на ниво на Македонија се возилата. Возила, моментално агенцијата во Идризово, да кажам, на нашиот... Да не детализираме после. Што станува со недвижен имот? Значи, ние со недвижниот имот исто го управуваме и го чуваме. Некаде имаме околу 130 конфискувани недвижнини, од кои што се станови, деловен простор, ниви, ливади и така натаму и така натаму. Сето тоа се чува. По правосилноста сигурно и би имало и лицитација и би одело на продажба. Колку, например, вие сте речеси 2 години директор, колку ефективно во агенцијата се слеја пари од продажба или управување со овој имот? До сега? Да. Значи, видете, ја затоа напоменав дека проблемот број 1 во Македонија, односно на ниво на држава, на агенцијата се возилата. Зошто? Затоа што да кажам дека агенцијата постои од 2009 година и не можам да кажам дека е кривица на претходниот директор, затоа што бројките покажуваат нешто друго. 10.000 возила, над 10.000 возила сигурно не се направиле во една година, односно се натрпале во текот на тие 10 години. Истите тие возила, кога би се продале, не би имал некој голем профит. Меѓутоа, би решиле повеќе проблеми. Односно, ние моментално се насочиме во решавање на возилата, затоа што се зафатени повеќе институции. Односно, ако ние имаме на нашите плацеви 3.000-3.500 возила, зборувам на плацеви од агенцијата, останатите се на плацеви од македонски шуми, односно национални шуми сега, Господин Асани, тие се возила кои некои се, да речем условно, делукс класа, некои се... Не. По стари возила и така натаму. Меѓутоа, од овие што ги одземате, например, и возилото што му го дадовте на министерот за внатрешни работи Спасовски. Што возило беше тоа? И од кого го конфискувавте? Така е. Значи, го имаш истото и на некои портали, мислам. Возилото во кое што се вози министерот Оливер Спасовски е доделено од страна на агенцијата. Одземено е, мислам дека за превоз на мигранти. Знаете сите, мислам дека и сите знаат дека Министерството за внатрешни работи е единствено министерство кое што министерот не го обслужува Созара. Односно, Министерството за внатрешни работи користи своји возила. Така да ја мислам дека треба да биде помогнато Министерството за внатрешни работи и треба да биде доделено на Министерството за внатрешни, односно на министерот. Има помалку, да речем, голицливо прашање. Ова мечкава на Груевски што рекоа дека ќе ја продаат 500-600 милиона и така натаму. Ако се пресуди кривично дело, како што е, може ли тој Мерцедес да биде одземен од ваша страна? Ако судот донесе одлука да се продаде? Или тоа ќе биде оставено на владата, што ќе прави? Не сме ние собственици, не може да се собственик е сепак, мислам дека е Созара дека е собственик на Мерцедес. Добро, уште само за почеток да се загрееме помалку, господин Асани, конфискација на имот по судски одлуки има подолг период, речиси една декада. Познати се конфискацијата на имотот на Даравелски, на неговиот компањон Марковиќ. Неговата вила на Водно ја продадовте ли? Неговата вила на Водно
односно вилата која што сега е во собственост на агенцијата, е се уште во собственост на агенцијата. Едно одредено време била дадена под кирија на некоја амбасада, а денес моментално е веќе извршена проценка на истата и мислиме да оди на лицитација. Да, во вчерашната авторска емисија на Гордана Дувњак "Правда и неправда" беше гостин Иван Георгиевски, кој што меѓу другото е правник и поранешен косопственик на Кубус. Оваа тема, дел од неа се третираше и во претходното издание на "Правда и неправда", па ете тој побарал да си го каже своето мислење и својот став, односно својата страна од приказната. Исто така, меѓу другото, во "Правда и неправда" раскажуваше за судската голгота, како што вели, низ која што поминувал, а му го променила целосно животот во однос на овој случај Кубус. Во продолжение гледаме дел од овој разговор. Полувистините секоја се опасни. Златко зборува дека јас сум исклучен од 4.4.2007 година, точно, но со пресуда на судот која станала правосилна во мај месец 2009 година. И тогаш беше чудно како судот ретроактивно ја враќа пресудата, затоа што во пресудата стои дека се исклучувам, сметано од 4.4.2007 година, од моментот кога е поднесена туџбата од Кубус. Тука ми беше малку чуден тој момент. Вака имав некое непреклопување на годините. Беше споменато дека во 2004 сте земале наменски кредит. Зошто ви треба цели 6 години, па дури во 2010 да поднесете пријава до МВР и до обвинителство? Видите, прво, јас за кредитите открив сосема случајно. На кој начин? Поточно, во август месец, јули месец 2005 година. Господин Златко Тодоров беше на годишен одмор во Дубровник и ми се јави од таму дека е потребно да дадам согласност во Комерцијална банка за подигнатите кредити како содружник. Јас му реков дека тоа нема да го сторам. Тогаш тој ми рече, сакаш да расчистиме одма да се вратам или кога се вратам од одмор. Така да таа согласност и ден денеска не постои, не сум ја дал, нити некаде има таков документ кој може да го докаже спротивното до вашето тврдење. Колку беше вообичаено давањето на позајмици? Бидејќи господин Златко вели дека повремено некои мали суми биле давани. Да, мали суми до 300, 200, 300.000 денари интервентно. Али јас го имам договорот склучен со Комерцијална банка е на износ од 35 милиони денари. И тој договор е склучен во крајот на 2004 година, а рокот за враќање е година ден. Во рок од секој месец во 5 милиони до декември месец 2005 година. Зошто вашиот партнер би прифатил еден таков неповолен? Па тоа е прашањето и тука беше суштината на проблемот. Затоа што јас не бе во текстот тие договори и мотивите за ваквите договори. Бидејќи цело време тврдеше за време на минатонеделната емисија дека фирмата со која што во еден период заедно сте работеле била ликвидна и добро стопанисувала. Точно. Ние изведувавме објекти и голем дел од становите се продава уште во тек на градба. Дори продававме станови и на проект, затоа што луѓето ни верува. И бевме доследни во тоа и во однос на квалитетот на градбата и во однос на правната регулатива, односно во однос на договорите. Нас не ни се случувало да имаме договори кои ќе бидат недоречени, кои ќе бидат на штета нейната договорна страна. Напротив, сите договори биле да се заштитат двете договорни страни. Фирмата, како моја фирма, и другиот договорувач. Дали е тоа инвеститор, дали е тоа купец или не, сеедно, без оглед на се. Да бидеме честни и принципиелни до крај. Со години наназад во Македонија е тренд сите оние успешни луѓе кои што на некој начин го довршиле или го завршиле своето образование во земјите од Европа и од светот, таму и да останат. Или пак ако
Овде се чувствуваат како студенти кои што завршиле со висок просек, најчесто својата иднина ја бараат исто така во Европа и во светот. Марија Петровска е PR менаџер која од Италија се враќа во Македонија да бара работа. Со неја разговараше Чомовски на темата зошто многу млади во државава се иселуваат, а многу мал дел само се враќаат. Ми се чини дека за мене е енигма што тоа Марија од еден италијански стандард ја принуди или ја посака да се врати во Скопје. Во услови во кои ги доживувате овие години и пол дена, во потрага по работа за оно што сте го завршиле. Сега, откако се вративте, постои ли кај вас една доза на гнев, на исчекување? Каде јас тоа се вратив? Дали, да речем условно, од дудото од која заминав, или дали воопшто ги си ја најдам среќата во родната Македонија? Значи, прашањето е како се чувствувате во овие мигови откако се вративте како експерт за пиар? Мислам дека совршено го поставивте прашањето. Дефинитивно, откако сум во Македонија, тоа се истите прашања кои јас секојдневно си ги поставувам тука во потрага, во секојдневна потрага по тоа да најдам прав професионален ангажман, каде што лично и професионално ќе се пронајдам и ќе се изреализирам. И секако мислам дека веќе ја добивам таа доза на каење, бидејќи сум се вратила тука за во родната земја да го барам на некој начин, да го ваѓам тоа парче леп, да допринесам со нешто, со моето досегашно искуство и знаење. Исто така да можам да поминам време со мојата најблиска фамилија, бидејќи пред се, нели ова е мојата родна земја, тука е мојата фамилија и луѓето кои најмногу ми значат. И сега моментално тие нови предизвици, бидејќи се соочувам со целосниот колапс, морален, професионален и секаков, во кој живееме моментално во нашава држава, бидејќи тешкотиите се тие, истите секојдневни со кои ние истите самите секој ден се соочуваме. Добро, за сега, колку знам според вашите кажувања, барате ангажман, работа во тоа за што сте специализирани. Да. Адвертайзинг и пиар. Да. Кој ќе тропнете, што ви велат газдите, дојдете и што да работите, колку плата да имате? Па тоа е проблемот. Платите се минимални. Значи, не сакам ни да ги спомнам, но тоа се суми со кои секоја нормална личност не може воопшто да преживее во еден град. Значи, последната работно место на кое бевте интервјуирани е една странска компанија. Да, така е. Кај работи, што ви понуди, колку плата ви понуди? Значи, последното работно место ми беше понудено од една странска компанија, малтежанска, кои што мислам, во моментов отвараат тука канцелари, као аутсорсинг фирма, бара тука напреден, професионален, образован кадар, кој ќе допринесува за нивниот бизнис и слично. Сигурна сум дека веќе за некој време целосно ќе се префрлат во Македонија поради ниските плати. Понудената плата беше, значи, на тие што мислеа дека се понеквалитетни 250 евра, а за тие што мислеа дека се квалитетни, дека ќе понудат и ќе дадат максимум од себе, беше 300 евра. Да, со нас е колегата Славчо Поповски, како што најавивме. Славчо, добар ден. Добар ден, поздрав до гледачите. Така, ајде, денеска видовме сонце конечно, има и затоплување. Дали ова значи дека не одмина циклонот Кристијан или? Циклонот Кристијан, значи, кој не зафати, во изминатите денови донесе крај на сушата, како што најавивме, во најголем дел држава веќе навара над 20 литри на метар квадратен воден талок. Во Маврово,
како што веќе кажавме, се измерени дури и над 50 литри на метар квадратен воден талок. Се до крајот на оваа недела циклонот Кристијан ќе биде присутен во нашата држава и ќе условува доста нестабилно време со чести врнежи од дожд. Ова сонцево надвор е периодично, така периодично, да веќе од ова попладне под влијание на нов влажен прак кој е во склоп со циклонот Кристијан, како што кажавме, ќе имаме нови врнежи од дожд во најголем дел од држава, но локално поради загреаната атмосфера, нормално поради затоплувањето кое се случи, ќе имаме и локален развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а не се исклучува можноста и за ретка појава на град, значи можни се и поинтензивни атмосферски процеси. И се тоа ќе продолжи се до крајот на оваа недела. А до крајот на неделата, значи за викенд ќе имаме и за викендов, значи доста нестабилно време очекуваме со чести врнежи од дожд, како што кажавме, локално очекуваме ново позначително количество на воден талок и тоа на 30 литри на метар квадратен, со што ќе услови понатамошно зголемување на нивоата на реките и на езерата. Славчо, постои ли опасност овие интензивни врнежи да предизвикаат, не знам, поплави или некакви штети? Па во ваква ситуација, значи за време на нестабилноста може да се очекува позначително количество на воден талок, па и можност за локални поплавувања. А што е со температурите? Ќе останат вакви или температурите барем за време на утре ќе биде најтопло со максимална дневна температура од 17 до 23 степени, додека веќе за време на викендот под влијание на циклонот кој повторно ќе се интензивира и ќе услови поинтензивни врнежи, се очекува намалување на температурите на воздухот, па така максималните ќе се искачуваат некаде од 8 до 16 степени, тоа особено во сабота, додека од недела очекуваме повторно пораст на температурите. И да напоменеме дека поради падот на температурите на воздухот на највисоките планински места во држава очекуваме и врнежи од снег. Значи, согласно ова што го кажуваш, веќе од понеделник може да очекуваме но и понатаму нестабилно време. Добро. Некоја дополнителна информација да споделиш или генерално тоа е тоа? Па барем за сега тоа е тоа, да напоменеме дека според најновите анализи кои може и гледачите да ги прочитаат на едентава.мк, за време на престојното лето очекуваме изразени топлотни бранови од Северна Африка кои ќе условат температури над 40 степени. Тоа е поради феноменот Ел Нињо кој ќе не зафати во текот на оваа година и ќе условува, значи, потопло време, но и услови за локални невремиња, па и локални поројни поплави. Зборуваме за летниот период, тоа е веќе испрогнозирано, а? Така, да. Да. Во ред има време. Една подолгорочна прогноза дадовме на гледачите. Добро, тука завршуваме со Славчо. Славчо, ти благодариме. И благодарам и на вас. Да, секако имате прилика во текот на денот информативните изданија да ги проследите анализите на Славчо Поповски во однос на времето. Јас и Јана овде се одјавуваме, следуваат вестите со Александар Петерски и се враќаме некаде послед 15:20 часот.